на овој настан. Ова е прва локална пресконференција, бидејќи проектот се спроведуваше во два региони Полошкиот, како што Ранкица напомена, во рамките на проектот освен рурална коалиција, исто така вклучено Сдруженијето на жени Моја фарма, токму кое што доаѓа токму од Гостивар, односно од Полошкиот регион. И овие две партнерни организации работат заедно во имплементацијата на овој проект. Како што спомена Ранкица, кој што се најпова, да активни жени во руралните средини активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница и нашата цел е да преку тие жени кои што ги имаме како успешни примери во руралните средини, да допринесеме кон напредување на родовата рамноправност и еднаквост во руралните средини, затоа што како што и самите ќе може да видите од истражувањето и од оно што го сработивме во изминатиот период, има многу големи разлики или дискрепанции кога говориме за таа родова рамноправност или еднаквост, кога ја имате во урбаните средини и оно што се случува во руралните средини. Дајте ние жените да се собереме сите од руралните средини, за да се избориме да имаме на наше име земја, за да се регистрираме, да имаме и ние еден стаж на старост, да имаме и ние како пензија, да не бидеме отфрлени. За комуникација на жените и поддршката на жената да се докаже во својот план, потребно е да го следат мојот пример, да имаат земјиште на свое име и да се регистрираат како индивидуален земјоделец, со тоа што ќе ги изголемат производството и поддршката од субвенциите за што се доделува на име на жените. Да се избориме да се слушне и нашиот глас во нашиот дом и во семејството. Јас сум Стојковска Лилјана, село Бакав. Занимавам се син, снашка, унучиња со сточарство. Чувамо краве, 11 краве имамо музни и други што не се музавтија. Ми си произведуваме нашу храну. Ние повише со снаата работиме, син ми иде храну да снабди, а ние сме повише во шталови, затоа сакамо да бидеме поравноправни. Благодарение на руралната коалиција денеска добив можност да ја упатам својата порака. А мојата порака е жените во руралните средини да бидат поактивни, да бидат горди на самите себе, затоа што нивната битка е многу потешка од онаа во останатите региони. Бидете храбри, бидете во комуникација со рурална коалиција, затоа што јас сметам, а и се надевам дека тоа е патот да барем делумно ги подобриме нашите места за живење. Проектот Активни жени во рурални средини активно придонесуваат кон развој на локалната заедница се одвиваше во две фази. Во првата фаза беше спроведено истражување со цел да се мапира моменталната, односно реалната состојба на терен, кога станува збор за вклученост на жените од руралните средини во локалните политики, информираност на жените
за родово сензитивно буџетирање, можноста за економски активности и развој на руралната средина, а потоа преку локалните пресконференции да се доближат до локалните медиуми и се зајакне всушност комуницирањето со локалните медиуми и пренесување на резултатите на пошироката јавност. По сегментот на истражувањето беше спроведен делот на неформално учење и еманципација на жените од руралните средини. Едукативните предавања имаа за цел да ги доближат жените од руралните средини до институциите на системот, потоа до процесите на креирање на политики локални, како и родово сензитивни политики и лобирање за отварање на можности за развој на економско јакнење на руралните жени. Во втората фаза од проектот се спроведа по конкретни активности, односно вмрежување на жените од двата пилот плански региони, североисточниот и Полог, и оснивање на неформални групи на жени од руралните средини, така наречено рурално женско лоби, со цел да директно се прикажат позитивните проекти на делување на жените кои што успеале да го поминат патот на социјална и економска инклузија во општеството и представуваат доста добар пример за останатите жени од руралните средини и се доста добро препознаени од општеството. Целта на размената на добро позитивни искуства и практики е да се мотивираат жените што повеќе да ја практикуваат, односно да го применуваат родовата еднаквост, како почнувајќи од своето земјоделско стопанство, така и пошироко, значи на ниво на цело општество. Од каде дојде идејата за овој проект? Имено организациите кои што делуваат во овој сектор, во сектор земјоделство и рурален развој, речиси секогаш се соочуваат со одредени предизвици кога станува збор за жените од руралните средини. Податоците на терен беа фрапантни и онаа состојба која што постојано ја гледаме, каде што вложувањето на жената, особено економскиот дел и нејзината исплатливост, речиси станува целосно невидлива. Се уште се премногу малку сопственички на сопствен имот. Особено е лоша состојбата кога станува збор за или каде може да ги видите жените кога станува збор за донесување на одлуки на локално ниво, по местни заедници и така натака. Така да токму тука и најмногу сакавме да влијаеме и од тука произлезе и главната идеја за проектот активни жени во руралните средини активно предонесуваат во економскиот развој на локалната заедница. Се со цел, бидејќи жените се сметаат за носители на промените, да ги направиме промените и токму во руралните средини преку нивната економска активност.